По контролата во овие објекти, поради неправилно работење, еден од нив е затворен. Изречени се казни од вкупно 10.000 евра, а поднесени се кривични и прекршочни пријави. Еден објект е затворен, Антигона 2, кај што има повреда на индустријската собственост и одземени се повеќе предмети од делот на познатите брендови, трговски марки, како што е Armani, Gucci, Boss и други познати Nike, Adidas и други познати брендови, и во другиот дел во повреда на авторските права за нелиценциран софтвер, кај што полека се средуваат нештата, овде во Тето и во другите градови, од неколку правни субјекти одземени се неколку компјутери кои што понатака имаат од страна на инспекторите од Министерството за внатрешни работи, ќе бидат спрема тие поднесени кривични пријави и негде ќе имаме глоба над 10.000 евра. Денешните активности беа и во правец на промоција на кампањата на координативното тело, Американската стопанска комора и Американската амбасада "Останете здрави, користете оригинали". Целта е да се подигне свеста на граѓаните за опасностите од користење фалсификувани производи со сомнителен квалитет. Не е само што е огромната загуба по финансиите, во делот на финансите, загуби по националните економија, него поголема загуба и загуба на човечкиот организам, често пати човечки живот, често пати луѓето од користење на фалсификати, дали се работи за парфеми, дали се работи за виагра, дали се работи за алкохол, некогаш и умираат, меѓутоа не го знаат тоа дека е тоа таа. Ги прашавме граѓаните што купуваат повеќе, оригинални или фалсификувани производи. Чи повеќе оригинални производи купуваат? Ја за себе да. Зошто? Затоа што су посигурно, поздравлие и тако натаму, Има и гаранции, има и овие све неки што су прошли овој рок прошто и тако. Па брендирането е оригинал, а другото е економија. Зависи од цена, од квалитет. Некојаш и овие што се фалсификати се поевтини и квалитетни. Због криза сега повеќе луѓе купуваат фалсификати. Због криза. А подобро да купуваат оригинали. Оригинали има гаранција и заштитено и за здрави, за све е подобро да купуваш оригинали. Ама због криза, због овие ситуации луѓе повеќе купуваат фалсификати. Надлежните велат дека Македонија има направено голем напредок во заштитата на интелектуалната и индустријската сопственост и авторските права, за што позитивни забелешки имаме добиено и од Европската комисија.